Добро утро, Божи благослов. Фала му, слава му на Господа, што ете ни дал надеж, како што рече Аце, и неговата надеж е голема и ние се надеваме во Бога. Но, надевајки се во Бог, како христијани, ние поминуваме низ овој живот овде во светот, поминуваме низ многу борби. И три најважни борби на христијаните се борбата против светот, борбата против телото и борбата против сатаната. И сега во наредниве недели кои ни престојат, овие 3 недели, ќе зборувам токму за овие борби. Токму за овие 3 борби. Борба против светот, борба против телото и борба против сатаната. Но нагласок ќе дадеме на тоа дека има некој кој се бори за нас и кој се бори со нас. И со негова помош победуваме. Победуваме. Секогаш. А тој кој се бори со нас и кој се бори за нас, тој е Бог. И денеска ќе зборуваме за првата борба, и тоа е борбата против светот. И тоа против светот во нас. Она што од светот влегува во нас, без ние да можеме и да го забележиме. И на почеток одма да кажам дека борбата е водат живите. Живите луѓе е водат борбата. Дали е така? Не се борат оние кои се мртви. Онај кој е мртов не може да се бори. Крај. А луѓето што велат? Човек се бори додека е жив. Или животот е борба. И тоа е факт. Човек се бори додека е жив. Точно е тоа. Но се поставува прашање за која борба се работи. Зашто човекот се бори? Се поставува прашање кој е на твојата страна во твојата борба. Прашање со кое оружје се бори. Денеска луѓето најчесто водат битки. Зашто? Водат битка за спас на своето тело. Или зашто подолго да поживеат, да го продолжат својот животен век овдека на земјата. Со разни нутриционистички некои кажувања, некои рецепти, сега во последно време тоа е многу модерно, не знам, ова да се јади, она да се јади, па со, не знам, некои естетски зафати, да се разубават, мислат дека така ќе му се продолжи животот, подолго ќе бидат млади. Човекот постојано, цело време бара вечен живот. Вечно, мисли, ама во својата свест, подсвест, размислува за вечен живот овде на земјата. Не размислува духовно човек. А не гледа дека многу поголема борба се води околу луѓето, околу човекот. А тоа е борбата за човечката душа. И таа е многу битна. Библијата вели дека секој човек е духовно мртов. Секој човек е духовно мртов. Додека Исус Христос не го оживи. Секој е духовно мртов. Гревот е смртоносен и единствено решавањето на проблемот со гревот носи живот. А кој го решава тој проблем? Само Исус Христос. Исус Христос е решението. И тој носи живот. Човекот кој го признава својот грев и е духовно мртов, може да оживее. Може да оживее. И на тој човек му треба живот за да може да се бори. И тој човек го признава гревот и го повикува Бог на помош. Ама што бара? Ја бара Божјата милост. И само по таа Божја милост ние можеме да живееме и да продолжиме да се бориме. Тоест да почнеме да се бориме. Инаку во спротивно сме си мртви во гревот. Само со признавање на својот грев, на својот проблем,
Бог доаѓа на помош по негова милост, не по наша заслуга. Ако Бог не се смилува ние, се ни е бадел. И според това само духовно жив човек може да се бори. А таа борба да не биде залудна. Значи само духовно жив, оној кого Исус Христос го живеел. А човекот што се бори за одржување или постигнување на пропадливи, на распадливи работи, тој залудно се бори, се му е бадела. Зошто се пропаѓа? Тој човек гради со сено и со слама, тоа изгорува. Оној што гради со камен, тоа останува. Физичкото здравје, кога тогаш ослабува, ќе пропадне. Куќа, дом, автомобил, се што е како материјален имот, се ќе остави. Луѓето поради кои се нервираме, и нив ќе ги оставиме. И луѓето кои ги сакаме и за кои се трудиме и живееме, барем така вели народот, и нив ќе ги остави еднаш. Кога тогаш? Смртта, физичката смрт е неизбежна. И ако е тоа се за што се бориме, со што тогаш ќе дојдеме пред Господа? Еден ден. Тоа се работи што и онака ќе поминат. И сега ајде да го прочитаме текстот за денеска. Нашиот текст ќе биде од Евангелието според Лука, 14-та глава, од 15 до 24 стих. Значи Лука 14 од 15 до 24 стих, на своите Библии отворете на страна 1040. Страна 1040. Евангелие според Лука од 14 глава, од 15 до 24 стих. Кога го чу тоа, еден од гостите му рече: блажен оној кој ќе јаде леп во Божиото царство. Тој му рече: еден човек приготви голема вечера и повика мнозина. А кога беше време за вечера, го испрати својот слуга и им рече на повиканите: дојдете, зашто веќе се е готово. И сите, како договорени, почнаа да се извинуваат. Првиот рече: купив нива и треба да отидам да ја видам. Те молам, извини ме. Другиот му рече: купив 5 двојки волови и одам да ги пробам. Те молам, извини ме. И третиот рече: се оженив, затоа не можам да дојдам. И слугата дојде и му го кажа тоа на својот господар. Тогаш домајкинот се разгневи и му рече на својот слуга: излези бргу на раскрсниците и градските улици и доведи ги ваму бедните, сакатите, слепите и хромите. И слугата му рече: господаре, направено е како што заповеда, но уште има место. И господарот му рече на слугата: излези по патиштата и по оградите и натерај ги да дојдат, за да се наполни мојот дом. Зашто ви велам, ниеден од повиканите нема да вкуси од мојата вечера. Ова е нашиот текст. Сега од ова кристално јасно имаме една кристално чиста слика, јасна слика, дека Исус овде е оној кој повикува. Тој е оној кој повикува на големата вечера. Тоа е јасно од овдека. И се видете го овде, ова во 17 стих кај што вели: веќе се е готово. Значи подготвено е се. Дојдете. Исус се подготви. Значи Исус има подготвено се што му е потребно на човекот. Само вие дојдете. И понатаму во текстот гледаме што доаѓа. Доаѓа шок. Доаѓаат една низа на изговори за откажување на оние кои се повикани на таа вечера. Купив нива, морам да ја видам. Што е тоа? Тоа е имотот
нива, морам да ја видам. Купив волови, одам да ги пробам. Што е тоа? Работата. Работата не оттргнува од повикот од Бог. Се оженив. Семејството, животот не оттргнувано од Бог. Сето се тоа обврски. Но овде има и една друга работа, што малку се нелогички овие извинувања. Еве, ако земеме ние да купуваме нешто на нива, еве, буквално како што вели овде, поканата е за вечера. Не е за појадок, не е за ручек. Дали таја нива некој ја купил на невидено и сега по темница оди да ја види? Не би рекол. Или купил 5 двојки на волови, што е многу нешто, не ги проба цел ден, ќе ги проба вечерта. Нема логика некако. Но се ова овде нема ништо што е само по себе грев. И сите се извинуваат, значи не е грев човек да има имот, не е грев човек да работи, не е грев човек да има семејство. Но само од себе не е грев. И сите се извинуваат. И уште нешто интересно, па никој не рече, па не можам вечерва, ако може и утре да дојдам. Иако беше денеска денот. И Исус вика денеска, кога Исус повикува денес, тогаш доаѓаш денес. Или воопшто не го препознаваш, не го гледаш добро. Кој е? И откако овие гости не се одзва на поканата, а се смета дека првин беа повикани евреите, имаме второ ниво. Вели, донеси ги ваму бедните, сакатите, слепите и хромите. Овде спајджаме и ние. Сите останати народи. Сите останат народи. Има еден многу тежок стих, а тој е 24-тиот, каде вели, зашто ви велам, ниеден од повиканите нема да вкуси од мојата вечера. Ниеден од овие повикани, ниеден од овие кои не доаѓаат на оваа вечера, нема да вкуси од вечерата, бидејќи не доаѓа. Евреите не го препозна Исус Христос. Исус Христос дојде при нив, но своите не го препозна. Овие луѓе можеа да знаат кој е, кој ги вика и можеа да знаат дека тоа е навистина гозба, голема вечера. А зошто не дојде? Се поставя прашањето. Зошто не дојде? Еве зошто. Беа зафатени со она на што му придаваа важност. Беа зафатени она што им беше побитно. А сите придаваа важност или на својата нива, или на своите волови, на своите жени, мажи, деца. Исто и денес. Многу луѓе му придаваат важност на својот имот, на своите куќи, автомобили. Многу луѓе придаваат важност на своите кариери, на тековната или идна работа. Планираат, работат. Или на своите хобија. Многу имаат хоби и тоа му е многу побитно. Тоа му е приоритет. Некој дури и на своите миленици, на своите забави. И така натаму. Значи има многу работи кои го одвлекуваат човекот од Христос, кои му се приоритети. Ете, затоа не дојде. А сето ова не е грев. Не е грев. Не е грев да имаш автомобил, не е грев да работиш, да имаш кариера, да имаш богатство, да имаш милениче. Не е грев. Не е грев семејство. Не е грев се дотогаш, додека не е приоритет. Кога тоа нешто ти станува приоритет, тогаш е грев. А денот има 24 часа за сите брајке и сестри. 24 часа. И нема време за Исус. 24 часа ограничено е. Нема време. Многу пати велиме кога ќе завршам со работа, морам и малку да се опуштам. Морам да се опуштам, да одморам, уморен сум. Но зарем Исус не опушта? Исус не одмара? Не одмара.
Поради својата зафатеност не го видоа оној кој ги повикува. И тоа како се тоа се однесува на нас и на ова денешно време, на овој денешен свет, не само тогаш пред 2000 години. И не само што не го видоа Исус, туку и не видоа што им нуди за вечера. Бидејќи не го видоа Исус, нормално да ки не видоа. А дали некој знае што било на тоа мени за таа вечера, која Исус се нуди? Што е на Исусовото мени? Па се и се што. Евен пример. Што нуди Исус? Исус нуди мир, нуди љубов, утеха, надеж, сигурност, радост, задоволство. Дали сега гледате каква е оваа вечера на која Исус не кани? Вечера на која добиваме мир, љубов, утеха, надеж, радост, задоволство. Исус вели, дојдете на оваа вечера, на оваа гозба, па потоа одете кај своите волови, кај своите жени, кај своите ниви. Тоа го вели Исус. И ова сега е многу важно. Ова е многу важно, сега што ќе го кажам. Човекот, останувајќи без оваа вечера, или луѓето, останувајќи без оваа вечера, тие си останаа со своите волови, со своите ниви, во своите бракови, но останаа во што? Останаа во немир, во страв, во несигурност, во постојано рмбање, во постојано мрморење, во постојано незадоволство. Затоа што беа на вечера. Нема време да вечерат, нема време да одделат со оној кој ги повика. Или поточно, не го сака и не го ценеа доволно оној кој ги покана. Така е. Ако некој ме кани, јас го одбивам, значи не го ценам. Не можам да најдам малку време за него, да посветам. Нема 2 сати време за една вечера со Исус. А Исус не сакаше да ги оттргне од нивните обврски во животот што ги има. Не сакаше да ги оттргне. Туку сакаше да им даде смисла на животот. Полесно да се справат со обврските. Полесно да се справат со тоа. Гледајте што вели Матеј 11 глава. Дваесет осми стих. Натаму. Дојдете при мене, сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души. Зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. А нас ни треба одмор после сите овие обврски. Еве го одмор. Значи Исус вели, прво јас, потоа, полесно, ќе се справите. Заедно, во ист јарем со Исус, сите обврски можеме да ги извршиме. И сега да ги погледнем овие следни 3 стиха во нашиот, во Лука 14 глава, после ова, бидејќи тие се природно и логичко продолжение на ова. Ајде да прочитаме од 25 до 27 стих 14 глава во Лука. А кога големо множество одеше со него, тој се заврати и им рече: ако некој дојде при мене, а не ги намрази татка си, и мајка си, жена си, и децата, и брајката и сестрите, па и својата собствена душа, не може да биде мој ученик. Кој не го носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Значи Исус вели, не само ако повеќе ја сакаш својата нива, своите волови, својата работа, не може да бидеш мој ученик. Туку ако повеќе ја сакаш и својата жена, својот татко, својата мајка, брат, своите деца, внуци, не можеш да бидеш мој ученик. И дури понатаму, ако повеќе ја сакаш и својата душа, не можеш да бидеш мој ученик. И уште ако не го земеш својот крст и не одиш по мене, не можеш да бидеш мој ученик.
Сега, зошто овде се дава сликата на крстот, кога уште Исус не беше распнат, не беше распнувањето на Исус? Што значи тоа? Па луѓето во тоа време на кој Исус им зборуваше, знаеа дека смртната казна тогаш се изрекувала со распнување. И осудениот го земал својот крст и го носел на грб до ридот каде што бил распнат. И го носел до крај, до својата смрт. И затоа Исус се користи оваа слика. Оној што нема да го земе својот крст и не оди по мене до крајот, меѓутоа кој е крајот? Реков до својата смрт. Ама крајот не е смртта. Крајот е воскресението. Крајот е победа. Победата е крај. Значи, оној кој нема до крај, до тој крај, до тогаш, не може да ме следи, вели. Ако ја гледаш само маката, само жалоста, само тагата од животот со Христос, ќе застанеш на пола пат и нема да стигнеш до крајот. Нема да стигнеш до победата. А друг пат не постои. Друг пат не постои. Исус вели, јас сум патот и вистината и животот. И никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене. Другиот пат е оној широк пат, а знаеме каде води тој. Тој води во пекол. Може би изгледа полесен, лесен, широк, не е тесен, ама води во пекол. Но кој ќе го земе крстот свој, значи со сите тие проблеми, со сите тие страдања, и оди до крај, ќе биде мој ученик. Воспротивно, не. Дури воспротивно, вели, не може да биде мој војник. Ако погледнеме второ послание до Тимотеј, еве што вели таму. 2 глава, 3 и 4 стих. Поднесувај ги со мене страдањата како добар војник на Христа Исуса. Никој кој е во воена служба не се заплетува со работите на овој живот, за да му угоди на оној кој го повикал во војската. Значи, никој кој му служи на Исуса Христа, кој е негов војник, не се заплеткува со работите од светот, за да му угоди на Исуса Христа кој го повикал. Значи, оној кој му служи, не се заплеткува со надворешните работи, со светските работи. А нормално е дека има страдања, ќе има маки. Тој што ќе тргне по Исус Христос, нормално е дека ќе страда. Но не грижете се, вели Исус. Јас го победив светот, вели. Значи, кога одиме кај Исус, ние одиме кај конечниот победник. И тоа треба да го имаме на ум и да гледаме. Ние сме војници на Исус Христос, но победуваме, бидејќи тој е конечен победник. Тој победува за нас и со нас. А крстот кој го понесе Исус беше заради животот што го водеше и заради животот што му го даваше, што му го донесуваше на другите. И нормално тоа предизвика реакција на темнината. Тоа предизвика реакција. Тоест, секоја акција има реакција на темнината. Тоест, тоа е реакција на луѓето што повеќе ја сакаат темнината од светлината. И затоа му се случи тоа што му случи. А да правеше компромис, немаше ова да му случи, немаше да биде распнат. Ама Исус не правеше компромиси. Денеска луѓето прават компромиси. Само да се умилкуваат на други луѓе и па добро е. И сега борба против светот, што е тоа? Борба против светот е борба против духот на времето во овој свет. Значи, борба против духот на светот или против времето на овој свет. Против духот на времето на кого? Нивите и воловите му се. На кого животот му е се, па на тоа го троши своето време. На тоа го троши човекот своето време. Против духот на времето.
на кого телевизијата, интернетот му е поредовна храна од Божјото Слово. Сега вистина некои повеќе сакаат да читаат на интернет или да слушаат на интернет, но внимавајте, таму има се и сешто. А многу малку Библија. На телевизија воопшто нема, ајде на интернет може нешто да се најди, но треба да се внимава, многу да се внимава. Не велам дека јас сум против телевизија, против интернет, но мора да имаме време за Словото Божје. Дали ме разбирате? Мора да имаме време. Јаве сега пред некој ден сретнав една информација за Шведска, која е земја со најголема дигитализација на образованието, каде што децата немаат печатени книги, немаат тетрадки, немаат моливи, работат се со таблет. Значи учебниците му се на таблет, пишуваат на тастатури. Сега се воведува од година, че инвестираат сега, не знам, дали 30 или 300 милиони евра за повторно да се напечатат учебници, повторно децата да пишуваат со молив и тетрадка. Зошто? Затоа што ракописот е вежбал психичката моторика на човекот, на детето. Значи се враќаат назад. И затоа велам, битно е да се земи, да се чита. Да, преку интернет можеби можеме да прочитаме. Тоа е само една примање на информација директна, друго е кога пишуваш, кога читаш печатено. Значи борбата против светот е борба против времето во кое и мрморењето, незадоволството и оговарањето е главна работа. Обкружени сме денеска со тоа. Обкружени, премногу го има. Обкружени сме со тој дух на времето во овој свет. Обкружени сме со духот во кој само сожалувањето е нормална работа. Денеска луѓето и многу сами се жалат, се само сожалуваат. Еве, например, се сретнуваме и одма си кажуваме маките и чија мака е поголема, мојата, твојата. Ама знаеш мене како ми, ама не знаеш тебе како ти. Или се сретнуваме и одма пак се жалиме кој политичар е поарен, кој полош, повај вака, она и онака, оговараме. Борбата против духот на времето, на кого времето за одмор, на многу луѓе му е света работа, недопирлива. И поважно е и од молитвата. Прво да одморам, па после, ако има време. Одмор мора да имаме дневно толку време, уморени сме. А молитва ако се најде време. Духот на ова време и во овој свет, и тоа како не напаѓа. На тој начин што сите овие светски работи што ги набројав стануваат приоритетни. Не стануваат приоритет. И важни. А духовните стануваат споредни и повремени, не толку важни. А така не смее да биде. А духот на времето во овој свет ги носи сите изопачени работи. Досега овие работи што ги спомнав сами по себе не се лоши. Но во тој дух на светот, на времето, има се повеќе изопачени појави. Хомосексуализам, па гледате ова родова еднаквост, сакам да бидам машко, сакам женско. Страшно е тоа. Има се повеќе такви работи, уште поизопачени работи. Има се повеќе неправди, се повеќе нечувствителност. И тој начин на размислување и реагирање на тој свет настојува да стане и наш начин. Значи, гледате како идат нападите. Да почнеме и ние така да размислуваме. Полека тоа да навлезе во нас и ние да го имаме тој начин на размислување.
И тогаш духот на светот, ако човек не е буден, прави и Божиот човек да биде се поогорчен, се понезадоволен. И така настануваат кавги, несогласувања во семејството, во црквата, ама насекаде. Кога човек не е задоволен, значи доаѓа до тие, доаѓа до завис. Тој дух на времето не прави да бидеме патетични, рамнодушни, млаки. Не прави со презир, со завис да гледаме и на ближните. Со презир, со завис на ближните, без разлика кои ни се ближни. Па дури да ни се и непријатели, не смееме така да ги гледаме. Дали Исус со презир гледаше на разбойниците, на книжниците, на војниците? Не. Тој се сожали над нив, се молеше за нив. Татко, прости им, не знаат што прават, рече. Духот на светот ги прави луѓето брзо избувливи, бидејќи овој свет лесно се пали. Гледам нешто не е во ред, било каде. На телевизија, зошто ова? Во собрајка и возиш некој, одма избувнуваме. Нешто кај жената, кај децата. Нешто што не е во ред. И одма се развикува. Тоа е така. И се ова го одзема Христовиот живот од нас. Човекот е обземен со духот на овој свет. Иако тоа не го гледа. И ако не се бори, тогаш е мртов. Реков, само живиот се бори. Значи световното, тој дух на светот, на времето на овој свет, влегува во срцето без воопшто ние да забележиме. Преку овие работи кои не се грев сами по себе. Тоа е исто сега, ако влеземе по кафичиве, е многу зачадено едно кафе да пиваме, и ако сме во просторија што е зачадена, кога влегуваме во таа просторија, забележуваме. Но по известно време не го чувствуваме чадот. Нема ни да забележиме. И кога некој од надвор друг влегува и ќе рече зачадено е, ние ништо, нас не се едно, веќе не чувствуваме. А знаете зошто? Зошто долго престојуваме во таа просторија. Не сме излегле на чист воздух. А тој што влегува од надвор од чист воздух, добро го чувствува чад. И сега луѓето кога престојуваат на места со чад, и кога ќе ги опфати тој чад, тоест тој дух на времето, и кога не забележуваат дека се обземени од тоа, тогаш тоа е незгодно. Тогаш не отвораат прозорец, врата, не излегуваат на чист воздух, не проветруваат, не се борат со тоа. И се гушат постојано и постојано. Кога христијанинот не доаѓа на вечера, кога не доаѓа на Христовиот повик, од ден во ден, тоа не е вечера еднаш месечно или еднаш во живот. Христовиот повик е од ден во ден. Лебот наш, вечерата ни ја дава денес. И кога не се оди на таа вечера, човекот не ни забележува дека е обземен од духот на времето, од духот на светот. А тој дух на светот не го поднесува Божиот дух. И не ни треба ништо што е духовно. Полека, светот завладеел со нас. И тоа човекот дури не вкуси, не може да ја види разликата. Ако вечера со Исус Христос, тоа ќе ја забележи. И тоа ако вечера од најдобрата духовна храна. Брајки и сестри, ништо не е поважно од молитвата, од средбата со Христос. Од средбата со Христос насамо. Од Божиот збор. Од послушноста на Божиот збор. Ништо не е поважно од тоа. Се треба да му подредиме нему, а не обратно, него да го подредуваме на нас или на некој друг, да му самоилкуваме. Не, се да му подредиме
нему. Еве што Јован запишал во своето прво послание, 5 глава, 3 и 4 стих. Зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме неговите заповеди. А неговите заповеди не се тешки, зашто се што е родено од Бога го победува светот, и ова е победата која го победи светот. Нашата вера. Затоа ние молиме Бог да ни даде цврста вера, силна вера, да зајакниме во верата. Значи, нашата вера е средство на победа и секој од нас треба да се избори, да се бори, за постојано да победува од ден во ден, а не само понекогаш. Да, има и порази, има и паѓања, но да се бориме да победуваме. Со што? Со нашата вера, со цврста, со силна вера. Духот Божји да направи во нас да можеме да препознаеме што светско е влезено во нас, од што сме обземени од светот. И да ги отвори нашите очи пред се за да го спознаеме тоа. И да го видиме Исус онаков каков што е. Бидејќи, ако не го спознаеме Исус онаков каков што е, ние си остануваме во светот. Љубовта кон Христос да ни биде над се и да можеме да ги прекинеме сите работи што не спрепнуваат, што не закочуваат. Точно да ги препознаеме тие работи и да бидеме будни и трезвени уште денеска да забележиме кои се тие работи што незабележително ги правиме. Мислиме дека мораме да ги правиме и ги правиме. Дали тоа е нашата работа, нашето богатство, нашиот имот, нашето семејство. Ги правиме тие работи, ама што прават тие? Ни ја крадат Божјата слава во нашиот живот. И тоа е страшно. И затоа Духот Божји да владее во нас, а не духот на овој свет. Исус и денес не повикува. И денес повикува. Дали сте го прифатили овој негов повик? Дали сте го прифатили? Или му велиме, не можам да дојдам и бараме изговори. Ама верувајте, ако умреме, а не сме дошле кај Исус, подобро и да не сме се родиле, ова е мисла од Џон Чарлс Райл. Ако умреме, а не сме дошле кај Христос, подобро и да не сме се родиле. Да се молиме. Татко Небесен, Семојкен Господе, Ти благодариме за Твојата љубов, Твојата милост, Ти благодариме што си ни го дал Твоето Слово, да можеме преку него да Те спознаваме, да можеме преку него да доаѓаме се поблиску до Тебе, да имаме јасна слика за Тебе, Господе. Ти благодариме што преку Тебе имаме олеснување и Ти си тој кој ни помагаш во нашите обврски. И Те молиме, Господе, дај ни сила да можеме да ги видиме сите оние работи кои не спречуваат, кои не закочуваат во движењето со Тебе, во љубовта кон Тебе. Се она што не одделува од Тебе, Господе, дај да го спознаеме денеска. И дај ни сила да се оттргнуваме од него, да се бориме против него. Те молам, Господе, благослови оваа служба, благослови го секој ден кој е овдека денеска. Те молам, Господе, за цврста вера, силна вера, вера која се бори и која носи вечен живот, Господе. Дај стави во сите нас. Оние кои се уште не го прифатиле, Господе Исусе, да им дадеш отворено срце, отворен разум, да Те прифатат како свој спасител. Се молам и за оние кои се болни, за нивно исцелување. Се молам, Господе, за
Гоце денеска за неговото семејство. Ти утеши ги во овие моменти на жалост, на болка. Ти давај му и мир во нивните срца. И ти биди со нив. И те молам, Господе, делувај и тие да те спознаат, бидејќи борбата за душата е голема, но ние се надаваме дека ти ќе победиш и во таа борба. И за нивните души. Се молам, Господи, и за овој град, кој те гледаме дека живее уште со некои пагански обичаи, а со устата те слави Тебе, а те нема во своите срца. Ти, Господе, дај едно обрајкање во овој град, кој тони во грев, во идолопоклонство, во традиција. Се молам и за властите, за одлуки кои ќе бидат угодни на Тебе, Господе, а со тоа и ние би имале еден богоугоден живот. А сега, Господе, се оставаме во Твои раце и по Твоја воља. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.